Секој утро, веднаш по вестите, ќе имате можност и прилика да ја гледате анализата за Македонија и тоа со нашиот драг колега Срѓан Ивановиќ. Задоволство ми е што ќе имаме можност и прилика да слушнеме анализи од вас, колега. Добро утро, посакувам. Добро утро, благодарам за најавата. А најавата е дека нели секој утро во секој работен ден тука некаде приближно по 9 часот ќе се дружиме и ќе анализираме тоа што е најбитно на домашната политичка сцена. Насловната на Слободен печат, воедно ќе ги потсетам нашите драги гледачи да си купат весник Слободен печат, за денеска е 100 дена паралелно владење во владата. Може ли малку да прокоментираме подетално? Ќе има ли со што да се пофали Мицкоски денеска? Па секако да го има, но јас би го поделил, значи, таа анализа на владењето на Мицкоски во овие 100 дена би поделил на 3 дела, така да се изразам. Значи, ако денот по утрото се познава, тогаш владата се познава по овие 100 утра кои што ги имавме во изминатиот период од формирањето на неговата влада. Секако дека е евидентно е дека на економски план оваа влада врши доста големи напори да зајакне економската ситуација, да го подигне стандардот, дури на пензионерите денеска ќе имаат повисоки пензии за 2500 денари. Да им честитаме на пензионерите за ова зголемување. Тука немам јас лично нити па тоа што можам да го најдам по медиумите дека има некои, да кажеме, големи поплаки на таа тема. Се гледа дека се прават големи напори за такво нешто, има најави за капитални инвестиции, има најави за подобра трговска размена со земјите од регионот, со подалечните земји, нели, така натака, што е секако за нели за пофалба. Сега тоа е, да кажеме, првиот дел од таа моја анализа за овие 100 дена работа, која е, нели, позитивна. Сега вториот дел е крајно негативен, а тоа е надворешната политика. Надворешната политика и нели имаме веќе официјална блокада во нашиот напор да станеме полноправна членка во Европската унија, значи односите со Бугарија никогаш не биле полоши, а од односите со Бугарија зависи нашето членство. Тука мислам дека оваа влада можеше да направи нешто повеќе за да, ако ништо друго, не ги заостри уште повеќе односите, нели? И сега имаме една ситуација во која, не знам, имаме еден сојузник во ЕУ, тоа е унгарскиот премиер Виктор Орбан, кој не е баш популарен таму во Брисел. И тоа е нашиот сојузник, а од друга страна имаме повеќе земји членки кои, нели, од нас бараат тоа што претходната влада го има ветено, а тоа е, нели, бугарското малцинство во Македонија да биде внесено во уставот. Да не се разбереме погрешно, не сум ја од тие што заговара такво нешто, но тоа е на маса, нели? Или ќе изберете да ги вметнете во уставот бугарите, или ќе се простите од Европска унија. Јас мислам дека главната грешка не ја направила оваа влада, него е направено многу претходно, но оваа влада дојде на власт, нели, да ги исправи тие грешки, тие ветува дека не е само договорот со добрососедство за Бугарија дека ќе го подобрат, туку дека ќе го подобрат и преспанскиот договор, па дека, нели, ќе извлечат максимум од односите со Грција, ништо од тоа. Многу е рано да збориме за разочарување кај електоратот, но на тој план, нели, и однесувањето во поглед на тоа како се користи името на нашата земја, значи од она Северна Македонија да се инсистира на секој документ, па до оние соопштенија со нашата земја, така, и нашиот избегнување на северна, вешто избегнување, да, така. Па не е баш вешто, за да се разбереме, нели? Тоа иритира, мислам, мене лично ми иритира, ги иритира и луѓето кои што, а тоа се најголемиот дел од електоратот, кои што, нели, дадоа поддршка за оваа влада. И сега третиот дел од таа моја анализа за овие 100 дена се заснова на коалицијата. Да, значи, сега тука гледаме една еден
полушарлатански однос. Да, тие веќе прославија 100 години, 100 Па денови влада, тој пардон. тој насловот на Слободен печат на насловната страница вреди веќе прослави, а премиерот дури денеска ќе дава отчет. Тоа е еден од ВМРО-вските зборови, нели, отчет. Значи, пример Мицковски денеска ќе каже што све е сработено овие 100 дена, веројатно има, реков ја во ни прв дел дека има што да се пофали тој на економски план. Но односот во коалицијата им е, како да кажем, многу чуден им е. Мислам со коалицијата Вреди, која нели го замени Дуи од оној условно речено албански дел од електоратот, од политичкиот дел, и тука имавме нели оние настани на аеродромот, па председателот Собранието праќаше некакви службени возила за земе невеста од Косово, за свадба. Да. Па се има еден јавен спор на коалицијските партнери околу законот за бранителите, кој очигледно е камен на сопнување и не може туку така да биде донесен. И тоа све укажува дека оваа влада, иако има огромен број на пратеници, таа не е баш стабилна. Во таа гледна точка, значи соработката на ВМРО ДПМН со Вреди не е на некое завидно ниво. Не, а како ја коментирате изјавата на ставот на СДСМ или предвидувањата дека Дуи ќе соработува со ВМРО ДПМН на некој начин? Прво тоа е нели политички фолклор, нели секој ден имаме пресконференции и тоа го зборуваме. Но јас би рекол дека не е до крај така, дека Дуи чии представници синоќ најавија нели така помалку драматично, повеќе мистично, нели дека се подготвени за некои чекори, дали сте вие подготвени, имаше прашање и така натака поставено од Артан Груби. Дуи не крие дека сака да биде дел од власт, од било која власт, тоа не го кријат, тие велат ние сме легитимни представници на албанците. Нормално нашиот устав не е таков за да тоа нели тие мораат да бидат во влада. Така. Но очигледно е дека Вреди се под некаков притисок, дека ако не работат како што треба, односно како што тие мислат дека треба, дека Дуи може преку ноќ да ги замени. Сега ВМРО ДПМН е во една лагодна позиција, бидејќи го има коалиција со Знам. Они имаат мнозинство, така да и некое време да останат без албански партнер во владата, владата може да продолжи да функционира законски според уставот, така да во овој момент и немате вие многу карти како да го немате многу опции за да го притиснете ВМРО ДПМН, па не знам нешто што нели да мора да прифатат некакви коалиции вакви или такви. Но нели ги анализираме вие 100 дена, мораме да потенцираме дека не оди како што треба таа коалиција помеѓу Вреди и помеѓу ВМРО ДПМН. Знам, нели него ни спомнуваме во вие анализи, а тоа за Дуи секако дека по некои избори, дали биле тие редовни или вонредни, би можел Дуи да биде спомнен како нели нов коалицијски партнер на ВМРО ДПМН, бидејќи сега е илузорно да се мисли дека СДС може да е на власт, рейтингот на СДС е минимален. Сега тоа како би се одразило на ВМРО ДПМН, на рейтингот на ВМРО ДПМН, нели коалиција со омразениот Дуи, нели партија која во јавноста беше представена како корупцијска и да, но во политиката се е можно. Па, веројатно нема добро да биде за рейтингот на ВМРО ДПМН. Така, мораме да привршуваме, навистина беше куј со времето. Сите оние новости секако ќе ги поканиме нашите гледачи да ги следат преку Слободен печат. Сајтот е тука да ги освежи сите нови информации, а со тебе се гледаме веќе утре. Благодарам што беше дел од Слободен печат. Веднаш по домашната анализа следува меѓународната политичка анализа. Бидете тука.